Бојан, ти благодарам што одвои време денес да бидеш дел од емисијата Кафе Муабети за Гламур магазин и од наше име ти честитаме за победата на Гранд Звездите. Добро ве најдов. Чест и задоволство ми е што бев повикан од ваша страна, од ова прекрасно интервју да бидам дел. Гламур. И поздрав до сите слушатели и сите гледачи. Да, можат да го забележат и пехарот еве тука е. Кажи ми, сега веќе помина извесно време, легна малку емоциите, од оваа дистанца како се чувствуваш? Одлично се чувствувам. Полека се навикнувам на оваа состојба. И така да можам да кажам дека преубаво е чувството. За разлика од претходно каде што, може би не знаеле луѓето толку за мене. Ти се промени животот? Апсолутно. Многу поинаку е чувството. Значи, самиот момент на тоа што веќе те препознаваат луѓето и ти приоѓаат со таа некоја позитивна енергија и некој пристап на еве го човекот, го памтите, го видовме, ми дава до знаење дека сето тоа што го имав простор и прилика да го покажам во текот на целото такмичење, надпреварување, сум го просто ипак сум успел да оставам некој впечаток кај луѓето и го препознале кај мене и тоа е тоа. Обично повеќето надпреварувачи од Македонија ја бираат Цеца за ментор. Зошто ти го одбра Ѓорѓе Давид? Затоа што пред 2 сезони бев кај неа. И реков оваа сезона нели да смена малку и тоа е тоа. Значи во претходната сезона беше кај Цеца. Бев пред 2 сезони. Беше пред 2 сезони. Сакам да кажам предходно во претходните така. Али секако мене ми е Цеца од првото само појавување на звездите на Гранд. Едноставно тоа како да кажам, тоа ми е едно искуство со неа кај што просто никогаш нема да го заборавам и сите тие наши соработки од пред 2 сезони и некако тој е афинитет помеѓу, како да кажам, нас двајца како ментори, ментори такмичар. Едноставно увек секогаш останало и остана до крај и просто можете да видите по самите емисии кај што скоро секоја емисија ме пофалува. Да, апсолутно. А кажи ми, кој е по-строг ментор, Ѓорѓе Давид или Цеца? Ѓорѓе Давид. Али позитивно строг. Мислам тоа се сите тие критики што ги дава он, тие се за најголемо добро, за сите нас, не само за мене, за сите оние кои што бевме во неговиот тим. Кажи ми, имаше стратегија за победа? Стратегијата за победа беше само работа, труд, заедно со мојот ментор и Ѓорѓе Давид и цела екипа што бевме кај него и тоа е тоа. Сето тоа моментот кога останавте само тројца, се виде нели можевме да забележиме дека беше премногу изненаден дека ти остануваш во тие последни тројца и наша Мирјана исто од Македонија. Тогаш кога останавте вие тројца, дали ти падна на ум дека можеш ти да бидеш победник? И тоа беше огромен престиж за мене кога останавме тројца. Не ми се веруваше дека ја останав во тие тројца прво. Можете да забележите по реакциите, значи јас бев во некоја состојба на не ми се верува дали ова реалност или е сон. Кој настап од шоуто ти беше, ајде да кажам, најтежок, можеби најзахтевен од твоја страна, а кој ти беше па најдраг? Тешко прашање. Интересно прашање, така да го наречам. Па види, сите настапи ми биле драги, од првиот круг до последниот, затоа што со оглед на тоа колку се работеше и колку беше вложено труд, не можам да издвојам еден. Да речам, во тој сум издвоил најмногу, не знам, време за да работам или тука сум отпел или сум, не знам, како да кажам, сум го извел тоа што треба да го изведам најдобро. Значи јас максимално се давав од првиот круг до последниот круг, максимално се давав како пејач, како перформер, како уметник
да покажам се она што јас го можам да го покажам. Од почеток до крај до крајот на такмичење. И не можам баш еден настап да одвојам, да речам, тој ми се највеќе свига или... Мислам, тоа е за мене, како да кажам, секој вложен труд и секој време посветено претходно, нормално и за време на настапот си го вреднува максимално, затоа што знам многу добро колку имам вложено труд и колку имам работено за да стигнам до моментот да нели да ја изведам песната, да се покажам себе во светло, во најдобро светло и ете да стигнам до самиот крај на целото надпреварување. Освен оваа статуетка, веќе сними една песна на Гранд продукција. Што друго следува во пакетот на победата? Дали допрва нешто ќе треба да ти кажат како награда што ќе добиеш, договор дали имаш подпишано со Гранд продукција, како после ова следат работите во однос на соработката со нив? Да, апсолутно соработка имам со нив, имам договор. Вака ќе кажам. Значи најголемото богатство и најголемиот бенефит од ова надпреварување за мене, што јас искрено што е ова преголемо искуство за мене во својот живот, најголем престиж. Нормално, многу нови познанства, многу дружење со не само со такмичари од мојот тим, него такмичари и од други тимови. Нормално и со цела продукција и со сите вработени во таа продукција во Гранд. И нормално можам да ветам, да, еве сега имам нова песна, песната се вика Опраштам. Имате прилика да ја слушнете на YouTube, е веќе објавена и на социјалните мрежи. Нормално можам да ветам во иднина уште многу други песни, уште многу други проекти. Дали само на српски јазик ќе биде или нешто ќе ја слушнеме и на македонски? Ќе има и на македонски јазик, нормално во иднина све се спрема, само нормално, нели, се со цел да не биде тоа се наеднаш, него полека, постепено да се иде како што треба. Кога се надпреваруваше пред 2 години, така рече претходно, кога ти беше Цеца ментор, имаше еден многу емотивен момент, се надевам дека се сеќаваш се уште на тоа, кога се расплака и ти, твојата баба која што беше поддршка за прв пат, мисля, че ни тогаш дојде и Цеца се расплака и имаше тогаш беше нели уште жив покоен Саша Попович, ти кажа еден совет или те поддржа, дали се сеќаваш на тој момент? Се сеќавам апсолутно. Апсолутно. Он ми рече вака, значи дека Гранд као Гранд продукција е многу големо семејство кое што апсолутно од секој аспект им помагаат и придонесуваат за такмичарите и се секогаш тука и постојат за да им помогнат од секој аспект. И дека слободно можам да се препуштам и да немам никаква резервираност во однос на нешто, слободно што и да било, да се обратам кај него, да се обратам кај продукција, значи имам апсолутна поддршка од нивна страна и дека се секогаш тука за мене. Тоа исто сакам, тоа е нешто што ми остана така во умот и ми остаја јак впечаток од негова страна и исто така можам да ми текна на една ситуација кај што ми рече еве и осмех е сега као на лице. Значи со тоа идејата му беше, јас го сватив тоа, идејата му беше дека јас секогаш дека јас сум таков човек позитивен и дека јас секогаш треба да го користам тоа што просто сем талентот за музика и имам нешто вродено во себе што се вика позитивна енергија и осмех и дека треба цело време тоа да го користам максимално колку што може. Стираш на убавите. Апсолутно. На 4 години прв пат беше моментот кога ти запеа, така? Не, наш 5, да, тука 5-6 години. 5-6 годишна возраст. Тоа беше... Го препознава тоа твојата мајка? Да, мајка ми го препозна тоа. Бев
бевме дома заедно, живеевме, чистеше она по дома и до чистеше јас запеав една песна, еден мега хит, значи хит бил и останал, Неке птице никад не полете, Саша Матич, преубава песна. И така се случи, она дека чистеше, јас ја запеав песна, уште тогаш бев, имав некој, уште не ни мутирав, тогаш бев уште во, како да кажам, некоја фаза на некој детско гласче, знаете. И ја запеав песна и мајка ме слушна и рече, види го детево, има талент за музика, слух, убаво звучи тоа, едно друго, она го препозна тоа кај мене. И од тука тргна све. Од тука тргна све. На 14 години пак ги заработуваш првите пари и тука веќе влегуваш во светот на музиката. Да, 14-15 години бев уште средно музичко бев. Така беше. Во Луј тука учеше? Да, у Луј учев. Илија Николовски Луј. Бев многу мал, бев млад и просто бев дома во дневната соба кај што мајка ми исто беше исто по дома, нешто работеше и одеднаш ми се јави на телефон еден колега и клавиатурист, значи во оваа прилика е да го поздравам повторно Никола Николовски Негро, во нели надимак му е Негро. Он ми се јави на телефон, човекот и ми рече, вика, дали, вика, не ме праша дали ќе дојдам, него ти, брат, ќе дојдеш со мене на свирка. Викам, ја викам, немам микрофон, не знам песни, значи не може тоа така, ја викам, треба да прашам, да се консултирам со мајка ми, сум мал, знаеш, немам за кола положено, мал сум, немам како ќе дојдам. Не, ти не треба, вика, ништо да се секираш, ти, вика, само треба да дојдеш, да те земам јас, вика, да прифатиш, да те земам јас и да идеме во кафана. Викам, окей. Али пред тоа, пред да кажем, окей, си консултирав со мајка ми, спуштив неле телефон со човеков и отидов кај мајка ми, реков, ме бара за работа за свирка. И вика, и она ме апсолутно од истиот момент, без резервираност, ме подржа максимално. Оди, сине, оди, слободно. И у тој момент, просто се случи тоа што се случи, отидов, бев на свирка, изработев. И од тогаш веќе И од тогаш тука Бојан почна сам да заработува. Почна, да, апсолутно станав сам целосна самостална личност, почнав да работувам сам. Ќе те навратам пак на студирањето во Словенија. Добро. Таму исто убаво си поминал, си завршил академија, дури си работел повеќе работи, значи можеш да се снајдеш во секој сектор, значи не е само музиката, значи Апсолутно. можев да забележам и да слушнам од другите интервјуа дека стварно добро си се снашол. Ме интересира мене од таму еден момент кога твојата мајка нели имаше здравствени проблеми. Добро. Кога се слушнавте, последниот совет кој што ти го даде, кој беше? Ќе споделам една ситуација кај што е многу повпечатлива за мене во однос на неа. Тоа е еден момент кај што во текот на короната, дали беше пред короната, не ми текнува, али уште беше отворено да се може да се оди, да се патува и тие работи. Она дојде кај мене и ми рече, сине рече, она беше у некоја фаза на како да кажам, мораше операција хитно да прави, али беше уште у фаза на нормално действување. Значи, уште нормално действуваше, функционираше, да. И дојде кај мене у Словенија, требаше, што се вика, остана кај мене една недела и после таа една недела замина на операција. Тоа беше некој, кај мене што остави баш голем трак од незина страна и нешто што ме посоветува за, тоа, за жал, како да кажам, последно наше, видување, тогаш беше последното наше видување, кај што ми кажа, вика, само едно нешто, вика, јас досега, вика, бев на тебе ти бев најголемата подршка во животот. Но верувај дека еден ден во животот мене ќе ме нема. И ќе бидеш
принуден во животот да правиш работи сам. Све. За разлика од тоа што од претходно што си имал поддршка од моја страна, па и да имаш со кого да се консултираш, да разговараш, да побараш помош за било што во животот. И онака, кај што седев во куќата, кај што живеев во Словенија, во Љубљана, она беше тамо кај мене. И седевме, беше баш у кујната, имаше така кревет и тоа ми го рече. Ја у тој момент не можев да го прифатам тоа. Викам, ајде не збори глупости, викам, како ти, викам, ке... Значи, не можеш, викам, така, ти, викам, ке живееш. Значи, немој, викам, така да ми зборуваш. Не е тоа во ред. И... Просто во тој момент заќуте и така, тоа е нешто што најголем впечаток ми остана во животот од нејзина страна, тоа беше нашето последно видување. Дали кога ќе се присетиш на моменти да уште поголема сила сега од оваа перспектива да продолжиш напред и да направиш кариера со која што твоите, верувам дека одгоре има нешто што гледаат дека ќе се гордеат. Апсолутно, значи морам све што секој труд од нивна страна вложен во мене и како да кажам, секој труд вложен од нивна страна и поддршка од нивна страна ја морам да ја оправдам. И апсолутно тоа што ми го дал Господ. А тоа е талентот за музика. Тоа мора да се оправда. Тоа мора да се оправда на начин кој што треба да се оправда, културно, на конструктивен начин, на убав пат во животот, со продукција, со снимање на песни, со работа, со настапи, со правење на убави дела, помош. Кажи ми сега, баба ти е твојата најголема поддршка. Од првиот настап до последниот беше со тебе заедно во Белград. Така е, баш така. Како таа, како да кажам, победата, како таа ја доживеа? Колку беше среќна? Беше пресреќна. Она, значи, како да ви кажам, не знам дали памтам, дали памтам дали било уопште еден настап кај што она не пуштила солзи. Дали било тоа во време за настапот мој, дека било оно бекстејдж или после тоа, она секогаш. Од среќа, од толкава желба, ме разбираш, она секогаш изјавуваше емоции во однос на мене и затоа што искрено многу си ја сакам, многу си се сакаме и она ми е, како да кажам, значи она ми е Сега ти е се. Да, све. Верувам дека е многу горда на тебе со сето она што го постигна. Абсолютно. И со сето она што ќе го постигнеш во иднина. Паметно да ги искористиш овие 5 минути што се вели. Апсолутно. За да не биде тоа само сега краткотрајно, него навистина да работиш цело време, и така ова да ти донесе големи бенефити. Каде се гледа Бојан за 5-10 години? Па на некој нормално многу повисок ранг, со многу повеќе песни, со многу повеќе албуми, хитови. Бидејќи ова е еден сон што ти се исполни, дали сега следи некој друг сон, дали имаш некој друг сон што си го имал, еве, како мал, можеби да наполниш некоја голема сала, еве, можеби во Србија или... Нормално, јас сакам да постигнам... Јас имам високи идеали во животот. Како и секој, да, кога започнува кариера. Апсолутно, значи јас сакам да достигнам некои врвови што просто ете, како да кажам, што се реално на доста високо ниво во светот. Значи нормално и надвор од Балканот, по други европски земји, континенти и така натаму. И дефинитивно нешто што поред тоа, сем тоа, јас имам желба огромна да и нормално работиме на тоа, да мојот живот во однос на моите родители, така, едноставно имам огромна желба да го ставам тоа на CD. Да, просто сметам дека тие мои родители и сметам дека ете, моето детство и убави моменти, едноставно во животот и убавите моменти сакам да ги претворам во музика. Значи, целиот твој живот
сакаш да го притвориш Да, во песни кои што ќе апсолутно. бидат како Да. едно Па обележје е на некоја, сето она да, што ти некоја моја, апсолутно, некоја моја, како да кажам, со секоја песна ќе го опишуваш твојот живот. апсолутно, некоја животна прича. Не, мислам, досега, еве, и ова сега што го имам снимено, и ова досега што и првата песна, и сега здравје во наскоро, значи ќе имате прилика да слушнете и друга песна, и полека, и понатаму и албум, нормално. И сите тие се некоја дел од моја животна прича. Значи, сите тие песни. Еве, веќе почнав. Се биографски, Што е веќе? автобиографски. Апсолутно. Значи, и на тој начин народот тоа го препознава. Јас Ги пееш со срце. апсолутно. Значи, тоа е нешто што ја не дека јас не би можел нешто да изведам што јас не сум го доживеал. Јас би можел. Али просто тоа е некој мој принцип, да просто тоа што јас сум го Поминал во поминал во така. животот, како и секој човек, нормално што има свој минато, јас мој принцип е да просто тоа сакам да го ставам на CD. Тоа сакам да го претворам во музика. Како некој што пишува книги, не знам, црта, не знам, како да кажам. Че сите песни, да заклучиме од сега што ќе ги слушаме, ќе бидат дел од она што ти си го проживал во животот и во сеќавање на твоите родители. Па не, мислам, не, видете, дали е тоа родители, дали е тоа љубов, дали е тоа девојка, Значи, дали е од тоа... твојот живот. Еве да потенцираме, па савише кога сме кај девојките, заљубен ли си? Па не сум, употрага сум по она Се уште си во потрага. вистинската. А каква треба да биде вистинската девојка? Што ти е важно кај една личност? Па, видите вака, првенствено ми е важно да е, како да кажам, карактерно, да е нормално здраворазумна особа, да има нормално разбирање, да можам просто да имам заеднички јазик со таа особа нормално. Да е просто добар човек, како да кажам, значи да е некое социјално битие и да едноставно сака да просто биде добар човек. Кога би нашол таква особа, би се стапнал на лудиот камен? Апсолутно. Зошто да не? Зошто да не? Ако просто се случи тоа што се случи, да, нормално сакав и ова да го напоменам и да имаме заеднички реалности, нормално. Сега не мора да е баш музичар или да е, не знам, баш уметник, али моje мислење е пред се да се биде, нели, да се биде добар човек, да се биде социјално битие, да се сака да се прави конструктивни работи и да има разбирање и се има компромис за разбирање, се. да, тоа е тоа. Бојан, со кого би снимал дует, еве да кажеме машко или женско, без разлика дали е од кај нас или од другата дел од српската естрада, од другиве соседните земји? С кого би ти било вака желба да снимиш? Дефинитивно би снимил и со машко, и со женско, и со женски пејач, и со машки пејач би снимил дует. Дефинитивно сум за. Имаш вака некој имиња на ум што ти Па, паѓа? Си размислувал на таа тема? па има. Има. Сега конкретно за македонскава естрада, искрено, па не знам, еве, нека биде, еве. Не знам, Јоце Панов можда. Можда нека Ја, биде. Јоце е супер, Јоце да. Панов. Нека И биде. како човек, и да, Ален како Хасановиќ. Ален Хасановиќ, мој брат. Така, Поздрав. да, И Јален, Јоце да. исто. Поздрав до нив двајца. Ете, од нашава естрада кажав. Сега мислам сега од српскава естрада нормално. Имам доста тука, како да кажам, Со Ѓорđe компатибилни. Па да, ето со шалам. Ѓорđe Давид, може зашто да не, Нешто рок. ако е права numera во прашање, зашто да не, зашто да не. Има, например, не знам, Надица Адемов, баш ја напоменав во едно претходно Таму е интервју. сестра на Бубија Демов? На Буби Адемов, да, исто мој многу голем пријател, исто го поздравувам. Так, прекрасен вокалност. Прекрасен и дечко, и човек, и пејач, и така. Се Останува останав. дружбата, нели? Апсолутно. од таму. Значи, баш, верувајте, еве, уште ме држи она, знаете, таа некоја празнина што кај мене, што Тој интензитет на цела дружба. екипа, цела да, цела година. екипа што бевме таму, енака се здруживме и баш оваа сезона имавме така некоја добра екипа, да немаше, како да кажам, некое количество ни минимално на некоја, како да кажам, негативна енергија од нечија Се страна. примети или- тоа и на да. крај кога сите придаа да ти Значи, честитаат. тоа беше да, а искрени честитки, искрена поддршка, искрена дружба.
Има ли нешто што може да те окарактеризира тебе како Бојан Илиевски, а ние не го знаеме? Нешто специфично. Видовме дека си позитивен, дека си емотивен. Што е нешто друго што те карактеризира тебе како човек? А ние еве не го знаеме, да знаат и нашите гледачи. Па еве, што може би ете тоа дека јас имам став во однос на како да кажам, дека секој човек е способен во животот да биде креативен и да биде доволно паметен да створи многу поголема иднина и многу подобра иднина за себе и за луѓето околу себе во животот. Значи, сакам да кажам дека може би не би било тоа само во музика, него може би било во други области и во животот, така да секој може и секој човек е способен Ако се да труди и ако успее, работи. апсолутно, ако се труди, ако работи и е способен да биде успешна, да биде успешна особа во животот. Стварно успешна особа со високи идеали, со високи цели. Не мора да се занимаваш денеска со музика или уметност било каква, или да си дизајнер некој, или да си, како да кажам, да црташ за да бидеш успешен човек. Значи можеш да било што Секоја друго. професија. Да, конструктивно да работиш за да бидеш успешен човек во животот. Ете, и кај мене нема просто човековиот ум нема граница. Најоптимално нешто е човековиот ум. Ете, може би некој ќе рече не си во право, може би некој ќе рече во право си, али еве, за мене тоа е, например, најголема реалност. Еве, доколку не би било музиката во мојот живот, јас дефинитивно не би застанал. Ја би продолжил сигурно со некое друго занимање. Епа, што ќе беше ако не беше пејач? Дефинитивно нешто некој бизнисмен. Да, знам Па, дека твојата мајка имала жилба да бидеш правник, Да, бидејќи била судика, така? адвокат сакаше. Не, мајка ми беше судија, да, во управен суд беше судија, сакаше да станам правник, да, и адвокат сакаше да станам. Така беше. Ама Господ имал други планови. Али не, јас не ја послушав. Затоа што мојата душа и моето срце е музика. Така, И тоа заувек ќе биде и тоа е тоа. не бадијала велата која работиш работата што ја сакаш, нема да работиш ни еден момент, нели? Секогаш ќе ти биде леснотија. Сакам да те прашам, кажа дека следуваат сега нови песни по продукцијата со Грант. Колку пак овие приватни настапи, свирки што ги имате тука еве кај нас се после овој настап и после победата над звездата на Грант ти се зголемија, ти се зголеми бараноста, ти се покачи цената, има ли тоа улога? Како Апсолутно, кратко е има. времето, меѓутоа сепак може да забележи. Нормално дека има улога, затоа што пак ќе кажам, значи секој труд вложен од претходно во животот мора, знаете како, апсолутно самото по себе доаѓа дека тоа мора да се, како да кажам, да го вреднува некој повеќе. Имаше и убав прием од градоначалничката, што значи тоа за тебе? Да, имав од градоначалничката преубав прием. Да потенцираме на кисела вода, Бети Стаменковска. Да, така е. Значи, да, бев повикан, имав прилика на една преубава средба и разговор со неа, ми посака исто све најубаво и нормално комунициравме за воиднина, за некои заеднички, заеднички, за некои концерти, некои дешавања воиднина и така, можам да кажам. Во секој случај за поздрав е тоа. Апсолутно. сега И благодарам многу од срце што бев поканет кај неа. Дипломиран теоретичар си, така? Академија се заврши теоретичар. Да, музички педагог, теоретичар, така. Дали може би виднина се гледаш и како професор, наставник по музичко, да? Ја сакаш таа работа? Еве кога, да, еве пример кога ми рече како се гледаш за 10-15 години себе, зашто да не? Значи да би имал некоја своја, дали дополнително, сега ме разбирате, Значи би сакал би тоа да сакал го да имам работиш. некоја своја приватна школа во иднина да би го пренел своето знаење, тоа што јас го знам и го имам, да го пренесам на некој друг. Нема уште многу да те задржувам, бидејќи знам дека имаш други обврски, меѓутоа имам една желба јас за крај да ми отпееш една песна, не знам дали ја знаеш, ама тоа е моја омилена песна.
Повели? Ако ја знаеш, ќе ја утпееш, Ајде. барем дел. Подрум одев мајче. Може, сега. Ај. Подрум ода мајче, подрум шетам. Подрум ода мајче, подрум шетам. Аман, аман, друм перница мајче, друм постела. Друм перница мајче, друм постела. Бојан, ти благодарам што ми ја утпеа мојата омилена Благодарам песна. и Ти на вас. посакувам многу успех, многу ви од срце. среќа, многу љубов во животот. Сите оние желби кои што си ги посака во иднина да те се исполнат и секогаш да бидеш како што ти посочил и покојниот Саша Поповиќ со насмевка на лицето. Така е. Ви благодарам уште еднашка на поканата. Останете позитивни, останете среќни, еве една порака да дадам. И само успеси во животот и само с убавост кај сите да се враќа. Ние те следиме како Гламур и се гледаме за некој друг кафе муабет, можеби со нешто поконкретно еве да кажеме повеќе нешто за оние песни кои што ќе ги издадеш во следниот период. Ти благодарам многу. Ви благодарам и на вас од срце за поканата и се гледаме повторно во некоја прилика.